А ние поминуваме во Куманово. Во Куманово е господинот Максим Димитриевски, кој што е градоначалник на Куманово. Ако го барам заради една причина која е малку интересна, имено тој викендов излезе со барање да се продолжи полицискиот час во Куманово од она што е пропишано за целата територија на Република Северна Македонија. Максим, добро утро. Добро утро, Орданов. Што се случува во Куманово? Зошто барате продолжување на полицискиот час повеќе од она што важи за целата територија на Република Северна Македонија? Најпрвин да ве поздравам сите во студиото, вашите гледачи. Јас сум сам, морам да ви кажам, а гледачите не се бројни. Во студиото нема никој друг, имаме неколкумина во техника, така што благодарам за поздравите. Утро во Куманово не дочека снег и можеби во овие моменти едно дополнително обкажување за сите нас, бидејќи днес е една нова средина. И кај мене лично, но и кај граѓаните на Куманово, зошто побаравме продолжување на полицискиот штаб? Бидејќи повеќе од потребно е да се делува и тоа со ригорозни мерки кои што можат да го спречат сето ова или барем да ги намалат сите оние можни последици од коронавирусот. Ги гледаме случаевите во целиот свет, какви рестриктивни мерки се преземаат и затоа сметаме дека треба да се зголеми полицискиот час. Од една страна имаше непочитување на пораките да останат дома граѓаните и се злоупотребувате од страна на поединци и групи кои што ги ставаа во всеопшто опасност и останатите граѓани. Излегуваме со едни непопуларни предлози мерки и веруваме дека денеска владата на седницата која што треба да ја одржи некаде околу 9:30 часот ќе излезе во пресвет и ќе воведе порестриктивни мерки за движењето на граѓаните, се со единствена цел да останеме дома сите во самоизолација подолг временски период, да го ја намалиме можноста за взаемни контакти меѓу себе. Има ли поддршка за тие мерки што ги барате, што ги предлагате од кумановци? Па, видете, мислам дека граѓаните кои што ја сваќаат тежината на состојбата посакуваат такви мерки. Има поединци со лични ставови по социјални мрежи кои што, например, им смета такво нешто, загрижени се за работата, но јас еднаш реков, било какво остварување на личен доходок е многу по-малку значајно од заштита на еден човечки живот. Имаме вчера, смртен случај со лоши последици, лош ефект во јавноста и сметам дека таквите случаи треба да се спречат, а не да се лекуваат. А ова е една од можностите да се направи. За жал, нашата сограѓанка вчера го изгуби својот живот во борбата и мора да потенцирам дека е потребна поголема комуникација помеѓу надлежните државни органи во системот по општинскиот штаб за заштита и спасување, бидејќи во моментот државата се наоѓа во вонредна состојба, командантите на штабот по општините се градоначалници, а ние всушност не ги добиваме сите потребни информации, особено во делот на здравството и што всушност тоа се случува. Реалните бројки, колку тестови, колку луѓе се хоспитализирани, како се направени тестовите, бидејќи неопходно е системот да функционира. Ние имаме акцијски план за справување со криза, но за жал тој не е на сила, бидејќи имаме вонредна состојба и час поитно треба да се донесе уредба со која што ќе се регулира вонредната состојба. Со кого комуницирате за овие работи, бидејќи ова што го кажувате е важно? Велите дека немате комуникација доволно. Вчера комуницирав директно со техничкиот премиер Оливер Спасовски. Со кумановецот Оливер Спасовски. Се надевам дека имате отворена линија. Да ми се дават апсолутни овластувања како командант на штабот во случај на кризна состојба, за да координирам со сите надлежни државни органи на територија на мојата општина, бидејќи сакам да направам поголема координација помеѓу сите институции и да се бориме по-соодветно со оваа појава. Инаку Куманово континуирано се дезинфицира, набавиме повеќе од 30 пункти, поголеми количини и резерви на средства за дезинфекција кои што за жал секојдневно се трошат. На 30 тимови имаме кои што се во функција на процесот за дезинфекција и тоа во моментов е едно од главните мерки кои што може да ги превзема
локалната самоуправа. Паралелно контактирав и со министерот Филипче и истото го побарав и од него, бидејќи јас не сакам и нема да дозволам во Куманово да се случува нешто што се случува во други делови на Македонија или конкретно да го посочам Дебар. Во текот на вчерашниот ден исконтактирав со колегата во Дебар да ги споделам и неговите искуство, да видам што тоа кај нив точно се случува, бидејќи движењето ми е ограничено на сите, но сметам дека како систем, како заедница мора да делуваме многу поорганизирано. Максим, само дозволи неколку прашања. Прво, ти си шеф на кризниот штаб во град Куманово. Ова што го говориш дека постои одредена дисконекција со републичките, со државните органи, се одразува ли на врз работата на тој кризен штаб, бидејќи тој кризен штаб претпоставувам дека ги обидува сите овие служби за кои што има неопходност да бидат активни за време на криза во самиот град и општината? Дефинитивно, за жал се одразува. Секогаш во секој уреден систем мора да постои ланец на команда. Ние не можеме да си дозволиме да чекаме да се спуштаат наредбите директно од еден центар. Туку се спушта наредба и потоа се координира во ланецот на командата. Така мора да биде и верувам дека владата денеска ќе донесе некоја одлука на што ќе даде поголема можност на општинските кризни штабови да делуваат. Инаку имавме успешно спроведен полициски час во текот на ноќта со само едно прекршување и тоа е значено, тоа значи дека граѓаните ги почитуваат одлуките на владата и Министерството за внатрешни. А дали од утрово раздвижено во Куманово, бидејќи сега е почнува ден, полицискиот час заврши, дали сега да може би некакво намалување на раздвиженост и за време на работни часови? Значи, сметам дека само луѓето кои што одат на работните места се движат по градот и тоа ги почитуваат насоките за кои што се дадени да не одат во групи, да не се движат во групи. Гледам голем број на луѓе веќе носат заштитни маски кои што мора да признам се дефицитарни во овој момент и екстремно скапи и одредени поединци прават сериозни профити во овие тешки моменти, но за тоа се тука надлежните инспекцијски служби да го контролираат тоа и да казнуваат, не само да опоменуваат. Инаку јавното предпријатие Куманово паркинг повеќе не функционира, сите се ставени во функција вработените на дезинфекцијата и процесот кој што се одвива. Кумановскиот пазар ги затвори сите нивоа, освен продажбата на храна и тоа во ограничен временски период од 8 до 2. Јавното предпријатие Водовод ги стави сите своји расположиви слободни ресурси во функција на комуналното предпријатие за вршење на дезинфекција и секако ние побаравме онаа што е најбитно од владата, да се воведе посебен режим на влегување и излегување во градот со контролни пунктови кај што ќе вршиме целосна дезинфекција со помош на полицијата и воедно нема да дозволуваме да без потреба се влегува во градот. Сметам дека треба градот да влезе во еден тип на карантинска изолација каде што доколку бидејќи постои вирусот во нашиот град, истиот ќе се изолира, ќе го лоцираме и ќе се обидеме заедно да го уништиме. А за да се направи една изолација, треба да останеме сите дома заедно со своите семејства и да ги следиме случаите. Во Куманово, според мои неофицијални информации, бидејќи до ден денеска уште немам добиено точна информација, имаме некаде околу 300 луѓе кои што се на листата на МВР за домашна изолација. Апелирам до сите тие луѓе да се придржуваат до насоките, но исто така и до граѓаните да останат дома. Максим, ако ми дозволи само бидејќи ќе мора и да привршуваме, се појави информација дека податоците кои што починатата нејзиниот син ги давала изминативе денови не биле сосема точни. Дали имаш повеќе информација околу тоа, бидејќи првично беше нејасно како се заразиле, не патувале нигде, немале контакти со странци и така натаму, а сега мислам дека негдека ја прочитав утрина веста дека сепак синот веројатно патувал за Италија, дошол во Италија и така натаму. Точно ли е тоа или е повторна некаква шпекулација? Ето тоа што го имате вие како информација, како неофицијални информации, го добивам и јас. Мојата најсоодветно да даде одговор на ова се представниците од Министерството за здравство. Моите информации официјални кои што ги добив во сабота во текот на денот е дека починатата починала по друг основа, не по основ на
на инфекција од COVID-19, но во текот на вчерашниот ден добив дополнителна информација и тоа на некаде после 16 часот дека починатата всушност имало детектирано COVID-19 кај неја, Да, а исто така и кај сини, дека се правени претходно два пати тестови, дека покажале негативно, а потоа Тоа го чувме и од министерот Филипче, но така. тоа мора со Министерството за здравство, бидејќи таа била хоспитализирана во болницата, сите вработени во системот знаеле за случајот, била изолирана во посебна соба и за тие податоци ќе мора надлежните во Министерството. Максим Димитриевски, благодарам за ова исцрпно јавување од Куманово. Да видиме што ќе послуша владата. Морам да признам дека овој тип на радикални барања да се затвори градот и така натаму сепак се веројатно во надлежност на некои повисоки органи, но мене не ми звучат сосема нелогично, бидејќи сите гледаме дека навистина има потреба од што поголема изолација на луѓето и разбирање дека ограничувањето на социјалните општествените контакти е клучот за прекинување на синџирот на ширењето на болеста. Максим, пријатно се слушаме повторно. Ви благодарам и на вас и секако дека е одлука на повисоки органи, а јас како градоначалник сум должен пред моите граѓани да повлечам одредени потези и мерки со кои што ќе направам целата оваа состојба да се смири и да се стави крај на истата и тоа во што покус временски период. Посакувам и на Куманово, и на Македонија, и на сите во светот, значи побрзо да се справиме со овој глобален проблем. Максим Димитриевски, градоначалник Куманово, благодарам.